Следите, Трилинг, СДСМ и ВМРО ДПМН најавуваат победи на престојните двојни избори. И едните и другите се убедени дека ќе ја добијат поддршката од граѓаните. Овој викенд СДСМ е на Конгрес. Ки ги обелодени имињата кои ќе бидат носители на 6 изборни единици. Но, што не очекува во престојната изборна кампања? Во ова издание на Трилинг соговорник е Андреј Петров. Господин Петров, станавте дел од потесното раководство на СДСМ на покана на Ковачевски, актуелниот лидер на СДСМ. Но во подготовките за изборите влеговте со слоган повеќе за сите, па водевте владина кампања со трибини низ градовите Ние сме Европа, меѓутоа не успеавте да го формирате тој Европски фронт и широка коалиција предизборна СДСМ ДУИ. Дали тоа е резултат на политичко разединување меѓу Ковачевски и Ахмети и дали со ваквиот настап всушност стеснува просторот на се уште актуелната владеачка гарнитура за победа на престојните избори? Да, прво благодарам на поканата што ме поканивте. Да, ние водевме една активност и всушност поканата беше отворена од СДСМ за сите. Како што стојат сега работите, ќе имаме неколку европски фронта фрагментирани, што моето мислење е дека сепак Донтовиот модел во Македонија е таков да акумулацијата на гласовите секогаш дава предност на широките и на големи коалиции, меѓутоа за такво нешто да се случи треба сите политички партии кои во тоа би влегле во тоа сакаат да учествуваат. Колку што јас сега гледам, таква спремност нема и СДСМ ќе оди исто така со еден голем блок на партии со кои ќе влезе во коалиција. Од другата страна гледам дека се обидуваат и дури да направат коалиција со остатокот од албанските партии кои не се водел на опозиционите албански партии. Ќе видиме како тоа на крај сето ќе изгледа, меѓутоа во секој случај она што е битно е дека како и да биде разврската, Македонија време за губење нема и владата мора, кога ќе биде формирана, да биде проевропска и не смее да биде декларативно проевропска, туку мора задачите кои се за брзо пристапување кон Европската унија да ги заврши веднаш. Петров, СДСМ последните сондажи покажува дека има опозицијски рейтинг. Дали падот на популарноста на партијата е резултат пред се поради попустливоста кон Бугарија и помалку индиферентниот однос кон ДУИ? Па не мислам дека рейтингот опозицијски, можам да кажам бидејќи сум бил секогаш реален, дека логично е опозицијата после 8 години во опозиција да има една предност која дава долготрајното владење. Голем дел од луѓето, некои не сте му завршиле работа, некои од луѓето со тек на време се разочаруваат и тоа е кумулација на различни фактори. Дел од луѓето во власта ја злоупотребуваат власта, во секоја власт и тие треба да се санкционираат. Меѓутоа, генерално се работи за една ситуација кај што точно е дека опозицијата поединечно, ако гледаме, може да има поголема поддршка, меѓутоа коалициониот потенцијал кој го има СДСМ е многу поголем од коалициониот потенцијал на ВМРО ДПМН и мислам дека тоа ќе му донесе предност на изборите, особено ќе му донесе предност во вториот круг на претседателските избори, каде што јас очекувам убедлива победа на Стево Пендаровски. На затворен состанок, според мои информации, дел од раководството на СДСМ предочило дека кај симпатизери и избирачи, ваши, па и генерално, превладува мислењето дека со владата, македонската влада, раководи Мала Речиса. Не мислам дека раководи Мала Речиса со владата, мислам дека со владата раководеше СДСМ, дел од таа владина коалиција беше ДУИ. Секаде, како што ви кажав, дека ги има во СДСМ, ги има и во ДУИ функционери кои веројатно имаат потреба да иритираат за да бидат во центарот на вниманието и заради тоа негативните поени му се книжат на оној кој е основниот столб на владата, а тоа е СДСМ. Меѓутоа за сите клучни одлуки кои биле без грешка, НАТО интеграцијата,
пристапувањето кон Европската унија, главниот мотор на таа цела активност бил СДСМ и премиерите во владите на СДСМ. И после 20 години од подпишувањето на рамковниот договор, последниот период се става акцент на етничкиот предзнак. Се бара председател албанец, се форсира идејата за премиер албанец, се заговара промена на изборот на модел на идниот шеф на државата во собранието со идеја, освен председател, да има и заменик председател кој би бил албанец. Зошто се става тој етнички предзнак? Во право сте, ние мора да излеземе од овој лонец во кој државата врие веќе 30 на години и мислам дека единствениот начин како да излеземе е што побрзо да го завршиме ова пристапување кон Европската унија и да не правиме извинувања во неактивноста за спроведување на тие политики со смешни оправдувања од типот дали ќе влезеле, не знам, бугарите, хрватите, што некој во уставот со некои работи кои се тотално неважни, ни малку не го оштетуваат ниту македонскиот идентитет, ниту македонскиот јазик, а на државата, на граѓаните, на младите луѓе, ќе им донесат многу, ќе им донесат можност да се чувствуваат горди, затоа што, знаете како, многу помалку гордо е да имате 150.000 луѓе кои ви отишле и ви земале бугарско државјанство, водени од екзистенционални причини, јас тоа го разбирам, заради тоа што се чувствувале безперспективна тука, оттолку државата со минимална отстапка да стане членка на Европската унија. Така ќе се надминат и овие национализми за кои вие зборувате, кои всушност се хранат од статус кво позицијата во државата. И сакајќи да добијат што повеќе гласачи, тие играат на национална карта. Националната карта никогаш не донела добро националистичката карта на ниедна земја и мислам дека со текот на времето тоа полека ќе исчезнува, но се уште сме далеко како што гледаме сега. Јас сум лично против сите тие најави дека не е битно дали председателот ќе биде од која етничка припадност ќе биде, битно е каков е председателот, дали е тој чесен, дали е тој вреден, дали е човек што ужива углед во меѓународната заедница, а не дали е македонец или е албанец, и тоа мислам дека треба да го имаме сите предвид. Демократски е да се избира од граѓаните и не сметам дека е лош моделот кој е направен и е направен и покрај тоа што првиот мандат на председателот прв на Република Македонија Киро Глигоров беше во парламентот. Па потоа го променивме вака да го избираат граѓаните, има поголем Добро, по изборот на Киро Глигоров заменик председател беше да, во првиот мандат. И потоа со тој демократски капацитет што го даваат граѓаните, председателот функционира на начин на кој покажа Стево Пендаровски дека може да се функционира, па да им вратиш дел од законите дури и на твоите. Дали овој ваш став последен всушност е и причина за воздржаноста на СДСМ да се изјасни категорично во однос на иницијативата и барањето на Дуи и идниот председател да се избира во законодавниот дом? Па јас мислам дека СДСМ имаше став дека СДСМ смета дека председателот треба да се бира на начин како што се бира до сега. Господин Петров, може ли да се случи во вториот мандат Пендаровски, во вториот круг, поточно во вториот изборен круг, Пендаровски да не успее да добие поддршка, поточно да не се исполни потребниот цензус, можеби поради една помалку политика на обид за бойкот? Не мислам дека тоа е можно заради тоа што да речеме за албанците во Македонија, ако ги гледате анкетите, нема подобар кандидат за кои би го посакувале како председател од Стево Пендаровски. Меѓутоа, последните сондажи покажува дека кандидатот на ВМРО ДПМН Сејановска е речиси 10% во предност во однос на Пендаровски. Не мислам дека е тоа точно. Оние анкети релевантни кои јас ги имам гледано покажуваат дека разликата е 3% помеѓу двата кандидати во првиот круг во корист на Сејановска, тоа е точно. И ако видите дека таа предност која има секојаш еден од кандидатите, никогаш не може во цело 100% да ја постигне. Но очигледно е дека членството во НАТО, например, не е доволен стимул за граѓаните, а при тоа расте незадоволството од начинот и политиките на актуелната власт. Без разлика што, например, има покачување на платите, пензиите, сепак има социјално
незадоволство, апропо, например, растот на цените. Функционерите им беа замрзнати платите 13 години, нив не им се покачени. Одмрзнувањето на платите практично им го искалкулира се она што во претходниот период требало, како и на сите други граѓани, да им биде вкалкулирано. Не мислам дека министер за финансии треба да има 1000 евра плата. Тоа е срамота. Вие не можете мајстор за во фирма да најдете што ќе има 1000 евра плата. Мислам дека председателот на државата не треба да биде во ситуација да го понижиме, или премиерот или било кој со ниски примања во стилот тоа е популизам за народот да биде задоволен бидејќи е тешка живеачката. Овој народ сака премиер, председател, министри кои ќе бидат солидно платени во рамки на можностите на државата, меѓутоа кои ќе бидат честни и нема да крадат. Државата чини и ние треба да сме свесни дека ако сакаме добра држава, треба да имаме квалитетни луѓе на функции. Вака квалитетните луѓе не се нафаќаат на функции, заради тоа што не се стимулирани да бидат дел од извршна власт, си имаат своји професии, работат добро во нив. Зошто би го вложиле своето знаење и својот труд, ако некој ги подценува на таков начин? Така да мислам дека тоа е нешто што треба да се земе исто предвид. Реално се зголеми многу и минималната плата и просечната плата. Никој не веруваше дека таа ќе отиде толку високо. Да ние сега зборуваме дека СДСМ за последниот мандат најавува дека ќе биде 1000 евра, што е реалистично, бидејќи не веруваа дека ќе биде и 600 евра, па сега тоа испадна дека е возможно. Но се сложувам со вас дека голем дел од народот живее тешко заради тоа што не беше тоа доволно за да можеме да кажеме дека обезбедивме едно општество како што сакаме да биде. Меѓутоа дека направивме исчекор напред. Од времето на владите на Никола Груевски, која беше 8000 денари минималната плата. Кога на пензионерите по 500 денари им даваа пред избори за да бидат среќни, сега само за година дена скоро 30%. Тоа е нешто што мислам дека не можел да го претпостави никој, но се сложувам дека живеачката е тешка бидејќи тежок е амбиентот. Добро, ако владата релативно добро се справила со економската, со енергетската криза, здравствена, зошто не успеавте да профитирате, да ги придобиете симпатиите на граѓаните? Тоа не е се што на граѓаните им треба. Граѓаните сакаат перспектива. Перспективата не е одмрзната и покрај тоа што НАТО значеше многу. НАТО значеше многу и значи многу. Тоа го гледаме сега во овие воени услови, и тоа не е доволно. Мора да одиме храбро напред во Европска унија. Не успеа тоа да се заврши. Втора работа што исто така треба да се земе предвид е дека голем дел од луѓето отидоа надвор. Ние мора да ги задржиме овие што се останат и тука, да и тие не помислат да одат надвор од земјата за да има кој да работи, бидејќи во голем дел од професиите вие веќе немате извршители на функциите кои да работат. И она што и претходно го спомнавме, рак рана на општеството е корупцијата, која ние не можеме да ја сузбиеме без консензус. Консензус е неопходен. Следите трин гостин во емисијата Андреј Петров, член на извршниот одбор на СДСМ, поранешен генерален секретар на партијата. Господин Петров, Стејт департментот продолжува со ширење на црната листа. Новите имења се Стефче Екимовски и поранешната специјална обвинителка Јанева. Во периодот на владење на оваа гарнитура, неказнивоста и корупцијата има тренд постојано на раст. Да, ве разбирам, меѓутоа ако да речеме дел од овие одлуки не се однесуваат за сторени дела во овој мандат на СДСМ, се однесуваат за претходен период. Ако видите да речеме кај еден од луѓето што сега Стејт департмент ги става на листа, се однесуваат за период претходен во време на владењето на ВМРО ДПМН. Меѓутоа како идеја јас сакам неколку работи да кажам. Прво дека неспорен факт е дека наш стратешки партнер е се Соединетите Американски држави. Имаме договор за стратешко партнерство. Неспорен факт е дека Соединетите Американски држави се главниот лобист за членството на Македонија во НАТО кој се случи и главниот лобист кој сака Македонија по секоја цена да ја внесе во Европска унија, и покрај тоа што дури ние самите понекогаш сме дезориентирани и точно не знаеме што сакаме. Бидејќи имаме активна обструкција од натре, од опозицијата од ВМРО ДПМН, кој е тотално бесмислено, само за да се дојде на власт. Ке видиме времето што ќе покаже. Значи, неспорен е фактот дека тие имаат добра намера за македонското општество. Од денешна временски агол, не мислите дека можеби направивте погрешен чекор со одлуката за измени на кривичниот законник?
Мислам дека Па, за старија дел од делата од преслушување. видете, сакам да кажам само што ќе ви кажам, мислам јас ве разбирам и се сложувам во голем дел од вас, само сакам да кажам уште една работа дека во Америка што е врвно демократско општество, постои нешто што се нарекува презумпција на невиност. И дека секој додека не се докаже со судска одлука дека е виновен, е невин. И ние не можеме да ги стигматизираме луѓето веднаш само заради тоа што се нашле, не знам, или на црна листа или имаат одредени пријави, тоа треба во судска постапка да се докаже. Меѓутоа проблемот е во она што вие го допирате и со прашањето каков е квалитетот на судскиот систем во државата, и тој е еден од најлошо оценетите во сите анкети. Мислам дека дел од потезите што се направија, независно од намерите што ги имале, например, одлуките кои се во сегашниот кривичен законник во измените ги има и во голем дел земји од западноевропските земји. Дури големи земји како Германија и така натаму ги немаат тие членови кои кај нас беа избришани. И тоа начинот на кој се направи тоа не мислам дека е добар. Мислам дека требаше да има многу поголема јавна дебата. Не сметам дека треба дека начинот на кој тоа беше донесено во времето на Никола Груевски беше исправен, зашто беше донесен за да се ловат политички вештерки. Разбирате, да можете било кој без доволен доказ, само врз база на некакво хипотетичко сомневање, да го малтретираат. И тоа се покажа потоа и во низа одлуки, дури на меѓународни судови, дека беше така, дека тие работи не беа како што треба, но во општеството се стекна еден впечаток дека тоа се прави за функционерите и покрај тоа што најголем дел од ВМРО ДПМН беа тие, ако земете статистички, на кои им застареа делата, дека тоа се прави за функционерите да не одговараат. Не мислам дека е така, но во секоја сфера мислам дека почитувањето на фелата, почитувањето на ставот на стручната јавност е нешто што мора да се респектира, а стручната јавност беше неподелено против ваквиот начин на наменување на кривичниот законник, и јас немам ништо друго што да кажам освен дека веројатно тие што многу повеќе знаат од нас се во право и веројатно затоа дел од тие политички грешки се плаќаат. Господин Петров, кога Тито Петковски одлучи да ја напушти СДСМ и да ја формира НСДП, му се отвори патот на Никола Груевски да формира влада. Откако Максим Димитриевски замина од Бихачка, дали сега се отвара патот? Знам да му овозможи на Мицковски и на ВМРО ДПМН поедноставно, побрзо да стигне до потребната поддршка да формираат влада. Па дали ние ќе заминеме во опозиција или ќе останеме во власта, на крај ќе одлучат граѓаните на избори, ама не мислам дека клучен некаков фактор во тоа ќе биде знам како партија. Сепак форматот на Тито Петковски и неговиот габарит како личност и она што било предходно и историјата негова во СДСМ, ако сакате, и сето тоа му даваше многу поголема политичка тежина и она што потоа го видовме дека без разлика што тој влезе во владата на Никола Груевски, после 2 години беше избркано таму. Набркани беа буквално, па повторно се вратија во системот од кој потекна, заради тоа што се покажа дека десницата има една особина, кога е слаба, она гледа да ги абсорбира сите тие помали партии, за да може да ја оствари својата цел, заради недостатокот на коалиционен потенцијал да дојде на власт, а потоа тие практично се како статисти во нивниот филм и излегуваат во првата следна ролја, веќе не се таму каде што биле. Бевте генсек во времето на Бранко Црвенковски. Каква е политичката тежина на Црвенковски денес, кој впрочем пред неколку години, после настапот негов во Македонската академија на науки и уметности и по интервјуто на тогашниот лидер и премиер Заев за БГНЕС, одлучи да го замрзне своето членство во СДСМ и категорично да рече дека е против политиките на тогашното раководство кое го предводеше Заев. Наспроти него, тогаш, на страна на Заев застана Шекеринска и Бучковски. Она што беше евидентно е дека во тоа посочено интервју, јас сум ги тие работи критикувал и јавно, имаше дел од работи кои беа неточни.
беа кажани, беа неточни и мислам дека тие после тоа имаа консеквенции кои следа во периодот по тоа кој настана промени на раководството, каде што дојде Димитар Ковачевски за председател на СДСМ и за премиер и така натаму. Јас можам да кажам дека моето мислење било од секогаш дека ние со бугарите сме два посебни народи, дека не сме исти народ и дека бугарите никогаш не биле администратори во оваа земја, туку во тој период биле окупатори. Тоа е нешто што историјата го евидентирала, ние сите кои релевантни историчари во светот знаат дека тоа беше така. Така да имаше во тој грешки кои го поттикнале Црвенковски да реагира така како што реагираше и да го замрзне своето членство и до тој дел за мене тоа е нешто што не можам да кажам ништо спротивно од тоа што тој го кажал. Зашто и потоа кога веќе се промени раководството и кога настана една ситуација каде што реално голем дел од тие ставови се модифицираа визави, ако гледате македонскиот јазик е дел од официјалните јазици на Европската унија, ако видиме дека договорот Фронтекс го подпишавме на македонски јазик и дека тоа е всушност етаблирање, на некој начин анкерирање на македонската државност, зошто и покрај тоа не се дава сигнал или поддршка на сегашното раководство со Ковачевски, тоа е прашање на кој јас не би можел да одговорам, треба тој лично да го одговори и мислам дека сите треба да сватиме дека Македонија изгуби доста време и дека време за калкулација од типот ајде да видиме сега што ќе биде па да чекаме што ќе биде утре, не ни носат ништо добро, дека мора да ги забрзаме активностите, да ги запалиме моторите на најако и сите сили и од левицата и од десницата да ги ставиме во погон да што побрзо станеме членка на Европската унија. При тоа само на тој начин ќе покажеме дека трудот што го вложиле своевремено и Глигоров и Црвенковски, кои во одредени фази на македонската држава и градење на државноста се нешто што го респектираме. Инаку вака ако останеме статус кво ситуација и да чекаме, ние чекањето сме го виделе како изгледа. Треба храбри потези, како што беше членството во НАТО. Тоа е храбар потек и тука треба респект и за Заев и за целата таа екипа што тоа го изведе и за Шекеринска и за сите оние кои беа активни учесници во тој дел. Меѓутоа не треба потези кои може да остават, да кажам, чувство кај македонците како народ дека нешто правиме на сметка на нашите интереси. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам на поканата, ми беше задоволство. Следевте интервју со Андреј Петров, член на извршниот одбор на СДСМ и поранешен генерален секретар на партијата.